1.452.000 евра е добивката на Индоминерали за минатата година. Милионската добивка рудникот го смести на 96-тото место на листата на успешните, со што веројатно индиските газди се задоволни. Во меѓувреме за 18 месеци 8 рударски несреќи во Молк ставаа семејства и блиски на рударите. 5 мина завршија со скршени нозе, 2 со повреден рбет и 1 со повреди на главата. Последно денес повреди на глава, рбет и грб во болница го сместија Миле М, откако во јамата врз него се одронила карпа. Ова пробиштипјани, сегашни и бивши рудари ги прави незадоволни. Ја веќе 4 години не работим во рудникот, па напред имаше богами. Годината по 2-3 случаи имало. Профитот многу голема, безбедноста е слаба. Тоа е тоа. И газите треба повеќе да вложуваат во тие ХТЗ опреми, во заштита на рударите, сепак таа е тешка работа. Мислам дека не се вложува доволно за заштита на рударите. Освен рударската пот, овие повреди се дополнително вградени во профитот од речиси 1,5 милиони евра на индијците. Поради ова, 4 инспекции биле во Злетово и Тораница и поради пропусти наплатени се казни од 80.000 евра, што значи за себе нешто зела и државата. Во меѓувреме, илјадници тони тежок метален отпад останува кај нас. Почвата и подземните води се загадени за 100 години однапред, а рударите работат за 400 евра просечна плата. Индоминерали се само една од многуте странски фирми кај нас кои овде се дојдени по профит. Работат согласно законите и согласно законите од државата си заминуваат со профитот. На нас ни останува просекот со ризикот, што исто така е по закон. Во тој случај проблем нема, има само еден телевизиски прилог. Секако заради рударите.